super hrana koja se bori protiv rakota. Samiот збор предизвикува страв и тоа со добра причина. Терминот не се однесува на една болест, туку подразбира голема група од речиси 100 болести. Двете главни карактеристики на ракот се прво, неконтролиран раст на клетките и второ, нивната способност да се преселат од местото на потекло во далечни области. Секоја година 11 милиони луѓе ширум светот заболуваат од рак, а 6,7 милиони умираат од ова болест. Многу фактори влијаат на изгледот, генетиката, околината, животниот стил, хроничен стрес. Ризикот од рак е значително намален со здрава исхрана, начин на живот, управување со стресот и живење во здрава средина. Сепак, ризикот не е елиминиран. Ако се борите со рак, секогаш бидете во редовен контакт со стручни лекари. Промените го вашиот животен стил според нивните совети. Не постои волшебна таблетка која со еден куршум ќе ви помогне, ќе ви ја реши болеста. Не постои единствена храна или прехранбена компонента која сама по себе ќе ве заштити од рак. Но постојат силни докази дека храната од растителна основа помага во намалување на ризикот од многу видови на рак. Потрагата по лек е индустрија од повеќе милиарди долари, која се движи од конвенционална до екзотична. Важно оружје се наоѓа во делот за производи во вашата самопослуга. Тоа е природно оделот за одбрана. Ке ви споменеме совети кои доаѓаат од Американскиот институт за истражување од рак. Храна која го победува ракот. Храната директно и индиректно влие врз борбата против ракот. Прекомерната тежина го зголемува ризикот од 7 видови на рак. Растителна исхрана ви помага да постигнете и одржувате здрава тежина. Токму поради ова причина треба да напоменеме најмалку 2/3 од вашата чинија да ја наполнете со зеленчук, овоше, мешунки и цели зрна. Мокно оружје во борбата против ракот е пред се во вашиот начин на живот, на исхрана, која се базира на здрава храна од природата. Со конзумирање на свеж зеленчук, овоше, мешунки, цели зрна, јаткасти плодови и семки ќе му направиме услуги на нашето тело со тоа што ќе го заштитиме. Исхраната типична за западниот свет е ниска со растителни влакна, но богата со животински масти, пржена храна, натриум, шекер, газирани сокови и адитиви. Се верува дека најмалку 40% од видовите на рак може да се спречат со здрава исхрана. Затоа борете се. Јадењето доволно свежо овоше, зеленчук, цели зрна, мешунки ќе го намали ризикот од развојот на рак и ќе ви помогне да се борите со него доколку се појави самиот рак секако. Според Американскиот институт, најмалку 2/3 од вашата чинија треба да содржи разнобоен зеленчук, овоше, цели зрна, мешунки кои се борат против ракот. Еве само неколку од суперхероите кои се борат против ракот наведени во неодамнешниот извештај на Американскиот институт. Храната што се бори против ракот се мешунки. Мешунките содржат влакни и други компоненти кои ги штитат клетките од генетско оштетување. Тие придонесуваат за побавен развој на туморот. Тие вклучувајќи леќата, сите видови граф, грашок и соја. Овие победници богати со влакна содржат сапонини, инхибитори на протеза и фитискни киселини. Тие се подобрувачи на вашето здравје, помагаат во обновување на клетките, го забувуваат туморот и ракот. Растворливите влакна во мешунките помагаат во регулирањето на инсулинот на шекерот во крвта. Бобинки и капини. Бобинките се богати со влакна и витамин С. Ти исто така содржат и фитохемиска елагична киселина, особено јагодите и малините. Тие помагаат во подобрување на мочниот меур, белите дробови и хранопроводникот во лабораториските студии, тоа докажено.
Неговите антиоксиданти својства може да деактивираат одредени агенции кои предизвикуваат рак и да го забават растот на клетките на ракот. Капините содржат состојки кои го намалуваат уштетувањето на ДНК. Црвеното грозе, а во помала мера сокот од грозе содржи растворлив сок кој е подобар и добар за вашето здравје. Го спречува појавањето на ракот, формирањето на туморите во лимфата, црниот дроб, желудникот, кожата и градите. Јадете николци од зелка. Истражувањето го поврзуваат внесувањето на овие зеленчуци со намалување на ризикот од рак на белите дробови, желудникот, дебелото црево, простатата и мочниот меур. Тие вклучуваат брокола, карфиол, зелка, зелје и кел. Тие содржат бројни состојки наречени феноли кои го активираат ензимскиот систем кој ги детофиксира клетките, го намалува оштетувањето на вашите клетки и го спречува растот на туморот. Хуманото истражување го поврзува високиот внес на овој зеленчук со помал ризик од рак на белите дробови, желудникот, дебелото црево, простатата и мошниот меур. Јадете лиснат зеленчук. Темно зелениот лиснат зеленчук содржи многу хранливи материи и антиоксиданси кои ве штитат од рак на желудникот, дојката, јајниците и белите дробови. Спањакот, келот, зелената салата, сенфот и блитвата се преполни со влакна, фолна киселина, минерали и каротеноиди кои се многу добри за вашето здравје. Почитувани, користите ги тие природни својства кои ни ги Господ дал во самата природа. Тие се исто така поврзани со низок ризик на рак на вашите бели дробови и желудникот. Фолната киселина е поврзана со низок ризик од рак на дебелото црево и јајниците. За вкусен залак, пробајте зеленчук приготвен на парија со малку маслиново масло, лимон и сол. Јадете домати. Ова група на црвено и виолетово овоше и зеленчук ве штити од репродуктивен рак. Има потенцијал да го инхибира размножувањето на клетките на ракот. Доматите припаѓаат на вкусниот тип на црвена храна која содржи лекопен, мокен каротеноид кој се бори против ракот. Други членови на ова црвено семејство се, например, розовото семејство, лубениците, папаја и други природни производи кои ги има во самата природа. Тие помагаат во подобрување на белите дробови и на другите ваши органи. Ликопенот во доматите покажува инхибиторни ефекти врз клетките на ракот на дојката, белите дробови и еднометриумот. Поголемиот внес на производи од домати, како што се доматно пиро, сос, е поврзан со намален ризик од рак на простатата и негова прогресија. Јадете цели зрна, производите од цело зрне, кафеав ориз, јечман од цело зрно и пченка се богати со растителни влакна и хранливи материи, кои се со ниски калории. Тие содржат различни количини на антиоксиданси, феноли, лигнани, сапонини, кои генерално го намалуваат ризикот од рак. Податоците зборува дека од 40 различни студии покажуваат намалување на ракот, на ризикот од рак за 34% кај оние кои консумираат многу цели зрна. Позитивниот начин на живот може да спречи и рак. Наполнете ја количката со разновидно овоше и зеленчук. Природни борци против ракот се тоа. Тоа се шарени, вкусни и ефтини. Други стратегии кои треба да ги правите, а тоа се да едноставно ги користите сите тие производи кои ги имаме во природата. Соодветен одмор, социјален живот, контрола на стресот, сето тоа помага во подобрување на вашето здравје и го избегнувате ризикот од рак. Секако, факторите за здрав начин на живот може да ви помогнат во борбата против ракот и вклучуваат секојдневно вежбање, сончева светлина. Секако, тука е потребен витаминот Д, одржување здрава тежина, управување со стресот, социјална подршка, соодветен одмор и откажување од алкохол и тутун.
Продолжите да се борите кога ќе се појави рак. Живееме во свет на неволи и греови, како што се случуваат, каде што се случуваат и лоши работи, што не ги разбираме. Ајде да дојдеме кај Него со нашите неволи и стравови. Но Бог ни дал принципи кои го негуваат здравието и не повикува да дојдеме кај Него со нашите неволи и стравови. Тој еве што вели. Тој дава добри совети за здрав живот, сила и удобност кога ќе се појави болест. Тој ни дава мудрост за секој ден и водство. Ке ве учам, ке ти го покажам патот по кој треба да одиш. Те советувам, моето око ке бдее на тебе. Надеж и исцелување за иднината постои. За верникот ветувањето за воскресението и нова земја е гаранција за исцелување на сите несигурности со кои се суочуваме овде. И никој од жителите нема да рече болен сум. На луѓето што живеат во него ќе им се простат беззаконијата. И Бог ќе избрише секоја солза од нивните очи и нема да има веќе смрт, ни плач, ни викање, нема повеќе болест, затоа што првото помина. Тоа Бог го приготова за тебе и за мене, за сите нас.